Од работнички, 7 од составот на Јанта Волеј, каде што по 4 поени најефикасни се Мери Бошковска и Симона Стојановска, по 2 запиша Машковска и Мароевиќ, а дорека во редовите на работнички од Скопје, 7 поени за Антонија Баталаковска, 5 од напад, 1 од блок и 1 ас, по 2 за Николова, за Стојанова и за Павловска, и 4 има Мила Дикова. Се вкупно земено, добро функционираше пред се приемот на работнички Скопје во оној дел кога се обидуваа одбојкарките на Глигор Христов да се вратат, да направат пресврт, прво да израмнат и тоа се случи при 5-5, беше 6-6, потоа 10-6 за работнички, 15-9 за работнички и во продолжението, во завршницата од овој воведен сет се држеше под контрола гостинот од Градски парк. Ќе се обиде, верувам, Јанта Волеј да одговори на овој предизвик или на оваа фрлена ракавица по овој прв сет, кој што одбојкарките на работнички го освоија сосема заслужено. За оние кои што не се сеќаваат, кои подзаборавиле, пред 2 сезони само беа во една ваква или слична позиција одбојкарките на Јанта Волеј и Салавода, потоа најдоа во овој втор сет, но за разлика од нив потврли нападот и тоа со 3 поени, но исто така важно е да се напомене оти грешеа и на сервис еднаш повеќе во однос на првиот сет одбојкарките на Јанта Волеј, за на крајот овие 21-25 да му овозможат на работнички од Скопје да се понадева на победа од 3 сета или победа во 3 сета. Иако лани се изнагледавме одбојка меѓу овие две екипи во 4-5 сета, но денеска може би, ако биде како што беше и во првиот и во вториот сет, тогаш сето ова да заврши за помалку од 70 минути тука во Скопска Киселавода. До сега гледаме од прилика околу 45 минути одбојка. Ово надпреваре во вечерниот термин од 20 часот. Македонската радиотелевизија и сезонава ќе се обидува да ви го долови она што е највозбудливо, најнеизвестно, најинтересно во машката и женска конкуренција. Ќе се обидеме оној одбојкарски понеделник